Добар ден. Следуваат минутите предвидени за неделна хроника. Добро дојдовте во нив. Изминатава недела беше во знакот на 19-тото издание на литературната манифестација Илинден. Како и секоја година, манифестацијата ја одбележа промоции на книги, литературни читања и изложби. Застапен беше и саемот на книга кој традиционално секоја година буди голем интерес кај посетителите. За деталите нешто подоцна ќе имате можност да го погледнете и разговорот со градоначалникот Жика Стојановски, а во продолжение следува ретроспектива на најважните настани од литературната манифестација. Со свечено отворање во Домот на култура Илинден, синоќа започна 19-тата литературна манифестација Илинден 2018. Манифестацијата ќе трае до 19 мај, а граѓаните секојдневно ќе имаат можност да ги проследат културните настани кои се на овогодинешната програма на манифестацијата. Манифестацијата и деновите на книга во општина Илинден ги отвори градоначалникот Жика Стојановски, кој искажа голема благодарност на сите оние што придонесоа литературната манифестација Илинден да биде еден од промоторите на современите културни достигнувања во нашата земја, но и надвор од неа. Многу ми значи манифестацијава што прераснува од регионален карактер и дава силен белег во делот, остава белег во литературата воопшто и културата. И на мене и на граѓаните на локалната заедница е од посебен значај, бидејќи афирмацијата, верувајте, и надвор од рамките на Македонија е најголема преку литературата, културата, уметноста. Така сме препознатливи и би сакал ова прилика да ја искористам на сите учесници, на сите кои што дадоа свој придонес како луѓе, како поети, како граѓани, да искажам благодарност за сето она што го направија за во општина Илинден литературната манифестација да прерасне во една од повидните или значајни литературни настани во Република Македонија. Посвеченото отворање на манифестацијата беше промовирана поетската книга Триптих за Македонија на истакнатиот македонски писател, есеист и литературен критичар Раде Силјан, кој изрази голема благодарност до општина Илинден која толку години успешно реализира една ваква голема културна манифестација. Мене ми е особено драго што годинава ја промовираме книгата Триптих за Македонија на традиционалната манифестација Илинден 2018. Благодарение на ова манифестација се зададува многу пријателства, се афирмира вистински вредности во македонската литература и мислам дека општина Илинден посветува посебно внимание кон книгата, кон авторите. Тоа значи дека сите ние имаме едно чувство на задоволство кога сме присутни во овој регион. Исто така синоќа се отвори изложбата на слики од академскиот сликар Новица Трајковски, насловена Убава е Македонија, а вечерта беше заокружена со музички колаж на Маријан Јанковски и Портал. Литературната манифестација продолжува и денеска, во чии рамки се одржа промоција на книги од млади автори, а вечерва се одржува книжевна средба со поети на 70-тите години. Утре исто така во Домот на култура ќе се одржи портрет на словеничкиот писател Милан Јазбец, актуелен амбасадор на Република Словенија во Македонија. В петок се одржува литературното матине за деца со истакнати писатели за деца и млади, а вечерта ќе се одржи централниот настан на манифестацијата, а тоа е поетскиот митинг насловен Стихови за душата, на кој ќе настапат 30 писатели од Македонија и Балканот. Во рамките на манифестацијата во Домот на култура Илинден до 19 мај се одржува традиционалниот саем на книга под мотото Денови на книгата, каде што посетителите може да најдат богат избор на книги. Книжевна средба со поетите на 70-тите години се одржа синоќа во Домот на култура Илинден во рамки на 19-тата литературна манифестација на која учествуваа поетите Виле Смилевски, Евтим Клитников, Санде Стојчевски и Славе Ѓорго Димовски, кои се представија со избор на стихови од нивното богато творештво. Нивните поетски дела заземаат значајно место во современата македонска литература и со своите дела вметнаа високи естетски вредности и оставија траен белег во македонската литература.
Веле Смилевски, еден од писателите на 70-тите, истакна дека овие писатели оставиле силен печат врз современата македонска литература, а доаѓа и нов силен бран нови автори, на кои според него им треба да имаат свои критичари, како што секоја генерација си има свои критичари. Смилевски за литературната манифестација истакна дека се вбројува меѓу најзначајните литературни манифестации во Македонија. Од денешен аспект, после неколку децении создавање на оваа генерација, да успеа да се вгради во вистинските вредности на македонската поезија. Оваа манифестација, можам слободно да кажам, како што тоа беше речено и синоќа, се вбројува меѓу најзначајните манифестации литературни и културни во земјата. Еден, не би рекол јас, рурален дел на Македонија. Ова е значи еден урбан простор, еден илиден кој што има таков подем не само на планот на културата, туку на планот на економијата, во сите сфери на своето живење. Многу е важно што една културна манифестација придава на сите тие успеси на општината една така важна компонента со која сите ние можеме само да се гордееме. Книжевната средба ја отвори Раде Силјан, кој зборуваше за местото и улогата на поезијата во 70-тите години од 20-тиот век, како и за творештвото на учесниците на книжевната средба. Тој посочи дека ова се автори со голем творечки опус, добитници на бројни награди и признанија, а нивните дела се преведени на повеќе странски јазици и застапени се скоро во сите антологии на македонската поезија. Генерацијата на 70-тите внесе вистинско освежување во современите текови на македонската литература. За големината на литературната манифестација Илинден говорат и звучните имиња кои токму тука ги промовираат своите литературни дела. Еден од нив е и словенскиот амбасадор во Република Македонија Милан Јазбец, кој во рамки на манифестацијата ја промовираше својата книга. Токму со амбасадорот позборувавме за неговите литературни почетоци, мотивот за пишување и инспирацијата. Ни откри дека првата песна ја напишал на 4-годишна возраст, а досега има напишано 40 книги, меѓу кои и научни трудови, а инспирација наоѓа во се. Па све ме инспирира. Се ме инспирира. Например, седам на состанок или во автомобил, ке земам лист и пишувам песна. И размислувам за книгата, а по половина година или година седнувам и ја пишувам книгата. Инспирација наоѓам буквално во најобичните секојдневни работи. Свакодневни ствари има, најобични. Каква е поврзаноста помеѓу Милан Јазбец, амбасадор и поет? Дали е возможно истовремено да се работат двете работи и да се биде подеднакво успешен на двете полиња? Писање романа и песама, поезија. Пишувањето романи и песни ми е одбрана пред бирократските работи. Тоа ми помага да останам човек, а не бирократ. Инаку се надополнуваат едно со друго, бидејќи дипломатите работат со зборови. И од тука се поврзани. Во литературата наоѓам излез од секојдневното трчање по приеми и посети. Песните на Јазбец изобилуваат со љубовна и сентиментална тематика, која професорката Кристина Николовска можно успешно ја принесе до присутните. Ми недостасуваат силно оние рамења, цврсти, моќни, издржливи, оние раце рапави, силни, испреплетени, оние очи добродушни, големи, меланхолични, оние сенки на татковите чекори. Во рамки на културната манифестација денеска беше одржано и литературно матине за деца, на кое најдобрите творби на учениците од основните училишта во општина Илинден беа наградени со сет книги и статуетка, а литературни читања имаа голем број поети за деца. Дел од нив ја нагласија потребата од поголемо присуство на писателите за деца во основните училишта. Писателите за деца и млади, за жал, ги има само во дел од нив, во учебниците и во лектирите. Јас мислам дека подитно, значи веднаш, треба да се вратат и во училиштата, затоа што учениците се желни да ги видат и во живо, да другаруваат, да се сретнат, да добијат поддршка. Едноставно, писателите не се измислени, не се имагинарни имиња, тие се реални луѓе. Тие дечиња, еве ги слушнавме денеска, прекрасни творби напишале. Тие треба да ги презентираат некаде. Тие деца треба да се мотивираат токму со презентацијата.
Треба да постојат повеќе такви манифестации детски, каде што ќе ги мотивираме овие дечиња да пишуваат. Гледате колку е убаво. Јас, например, сум пресреќена кога овде доаѓам на овие илинденски средби во оваа прекрасна општина, каде што сите дечиња доаѓаат да не слушнат нас, а и ние да ги слушнеме. И како што најавив во воведот на неделна хроника, денеска гостин во емисијата е градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски, кој ги има сите детали за текот на најмасовната и најпопуларната литературна манифестација во Скопје и пошироко, Денови на литературата Илинден. Зад нас е уште една литературна манифестација Илинден. Токму тоа е поводот што денеска се наоѓаме во Домот на култура во општина Илинден, токму на местото каде што изминативе денови се одржуваше оваа литературна манифестација и во следните минути разговараме со градоначалникот на општина Илинден, господинот Жика Стојановски. Најнапред добар ден и ви благодарам што стапивте простор да дојдеме кај вас и со тоа да ја испромовираме уште еднаш манифестацијата. Добар ден и задоволство ми е што учествувам во вашата емисија. 19 години успешно оставате белег на македонската литературна сцена. 19 години навистина еден огромен период, значаен период во кој што секоја година нови поети, нови промоции на книги се случуваат токму овде. Може ли да ни кажете нешто за самите почетоци на манифестацијата, како започна оваа манифестација и како се развиваше до ден денес? Ви благодарам. Многу убаво помина 19-та литературна манифестација во еден прекрасен амбиент, се чувствуваше убавината, ведрината и сето она што поетите сакаат да го кажат во своите стихови. Публиката јасно беше насочена, целосно концентрирана и верувајте ги впиваше сите стихови, сите зборови што ги кажуваа поетите. Значи, тука се виде силината на поетскиот збор, колку е тој моќен, колку знае да привлече и колку знае да насочи кон одредената цел која што поетот сака пак да ја пренесе или поентата која што сака да ја пренесе. Верувајте, беше прекрасно овие денови во 19-та литературна манифестација. И некои од поетите ја нарекоа општина Илинден престолнина на литературата. Тоа посебно ни годеше на нас и верувајте ни дава дополнителен поттик за да создаваме уште повеќе услови. Инаку почетоците на манифестацијата се со литературни средби пред 19 години, почна како литературни средби или крушкарови средби, по повод предвремената смрт на еден наш поет од општина Илинден, од населбата Илинден, Драган Крушкаровски. Така отпочна се и понатаму се надградуваше. Литературната средба премина во литературна манифестација, се зголеми масовноста, се зголеми учеството на поети, понатаму се подобруваше континуирано програмата, создадовме некои нови вредности во програмските содржини и тоа гледавме да го негуваме. Не е едноставно да се развива една културна манифестација, бидејќи сепак покрај сите оние предизвици на локално ниво, па и на централно ниво, сите тие тежини во работењето, се она што треба да се најде, пред се средства за инвестирање, инвестиции, културата како да заостануваше, меѓутоа ние благодарејќи на поетите во соработка со Друштвото на писатели, понатаму со поддршка на Советот на општина Илинден, со општинската администрација, медиумите и сите љубители на литературата, воопшто на културата, уметноста, дадоа сериозна поддршка на манифестацијата Илинден, за да таа денес сметам дека има едно убаво место во рамките на државата, а сметам дека и во регионот. Затоа почетоците беа со добра содржина, добра замисла, убаво
подготвени во текот на растењето на манифестацијата, секако дека имаше и растови и падови, меѓутоа секогаш наоѓавме начин како да ја одржиме. Постои ли разлика во квалитетот на програмата ако се спореди пред неколку години и она што имавме можност да го видиме изминативе денови? Постои разлика во програмата. Програмата се надградуваше континуирано и денес програмата има вредности, значи тоа ни е концептот, да вредноста се состои во тоа што содржински се разликува и е надградена, се разликува и од останатите литературни манифестации, бидејќи содржината на програмата се состои во денови на книгата. Во текот на целата манифестација имаме изложба на книги, и тоа од повеќе реномирани автори, каде што посетителите можат да погледат, да се запознаат со новите наслови, со новите книги, нови изданија и понатаму поетскиот митинг се состои во тоа што се присатни домашни реномирани автори, исто така и автори надвор од Република Македонија од повеќе држави. Тоа е одлика на една меѓународна манифестација. Поетскиот митинг, на него настапуваат нешто повеќе од 30 на учесници. И тоа е амбиент кој што во Домот на културата Илинден, во салата, остава посебен впечаток. Поетскиот митинг остава и посебен белег на манифестацијата. Тоа е она што ја краси и одликува манифестацијата со сите реномирани писатели кои што преку своите песни истакнуваат пораката, содржината на нивните песни. Понатаму, во текот на манифестацијата имаме и изложба на реномирани сликари, уметници, наши домашни академски уметници, кои што дополнителен впечаток остават на манифестацијата, бидејќи секој посетител може и да погледа многу убава изложба, и тоа изложба од голем број на слики. Тука понатаму промоција на книги, тоа е исто така одлика на манифестацијата. Во текот на содржината во програмата се застапени промоции на значајни автори со нивните најнови изданија на книги, и то домашни и странски автори. Промоцијата на книги од нашите автори оди во континуитет, меѓутоа имаме и промоција на странски автори. Исто така имавме и автори од соседните држави кои што се многу етаблирани на меѓународно ниво, кои што имат издадено по повеќе изданија на книги, а исто и амбасадори. Амбасадорите на Словенија во Република Македонија, амбасадорот на Унгарија во Република Македонија, исто така промовира книги во рамките на литературната манифестација, што за нас е посебна чест и задоволство, за да можеме понатаму да ја афирмираме и манифестацијата, меѓутоа и како локална самоуправа, како општина Илинден. И верувајте, преку овие промоции најголем дел општината Илинден е промовирана надвор од рамките на Република Македонија. Исто така, литературното матине за деца е застапено во програмата, во програмската содржина, каде што учениците од основните училишта пишуваат песни, конкурираат и најдобрите песни се наградени. А тоа е мотив за учениците повеќе да пишуваат и да биде приближена книгата кон нив. Младите неафирмирани автори исто така имаат место во програмската содржина. Тоа се некои сегменти кои што ја исполнуваат целта на манифестацијата, а тоа е приближување на книгата кон сите љубители на неа. И уште повеќе од тоа,
кон најмладите целта е да се приближи книгата, кон младите, кон учениците кои што понатаму со нивното доаѓање почнуваат и да пишуваат литература. Ние имаме примери каде што наши ученици веќе имаат издадено 5 собствени книги. Значи ученици кои што на некој начин мотивот им бил литературната манифестација и учеството во литературната манифестација. Поетите за деца исто така се застапени во посебна програмска содржина и тој дел е со посебно љубов и внимание посетен од најмладите. Тоа се значи вредностите кои што гледаме да ги негуваме и да ги проследиме кон сите генерации, почнувајќи од најмладите до највозрастните. И драго ми е кога ќе видиме дека во посетителите токму сите генерации се опфатени. Се поголем број на автори земаат учество на централната манифестација Стихови за душа, што навистина ја прави оваа манифестација да се слушне надалеку и за самата манифестација и за општина Илинден. Ве прави ли тоа горд градоначалник? Секако дека ме прави горд градоначалник, бидејќи и една од обврските, задолженијата и задачите, работните задачи на градоначалник е токму промоција на локалната самоуправа. Во рамките на промовирање на локалната самоуправа и нејзино представување, презентирање, литературната манифестација многу помага за да може општината да се презентира и надвор од рамките на државата. Бидејќи нашите поети секогаш настапуваат надвор од рамките на Република Македонија, а исто така учеството пак на странски поети, посебно на амбасадори, дополнително дава посебен белег и афирмација на општината Илинден, за да можеме пак понатаму во рамките на надлежноста на локален економски развој да најдеме дополнителни мотиви за да може да се уште повеќе да се развива општината. Значи тоа се повеќе елементи кои што се неразделни еден од друг. Значи, покрај локалниот економски развој, во сферата на образованието, во сферата на културата, уметноста, манифестацијата одигрува една значајна улога за и во делот на подобрување на условите за живење и негување на литературата во нашата општина, меѓутоа во регионот и пошироко. Големиот број на поети кои што учествуваат во рамките на манифестацијата, тоа се на поетскиот митинг Стихови за душа, околу 30 и повеќе од 30, дополнително 15 на поети за деца исто така ги презентираат своите творби. Тоа е на еден значителен број на поети кои што, верувајте, се сепак најголемиот дел наши амбасадори надвор од општината, надвор од Република Македонија. Сите овие поети со љубов доаѓаат пред се на манифестацијата, бидејќи не е од надпреварувачки карактер, немаме прв победник, втор победник и така натаму, туку сите добиваат награда или признание за учество. Љубовта се состои во тоа што сакаат да помогнат на општината Илинден, сакаат да помогнат и на Република Македонија, а ние како локална самоуправа, како општина Илинден, само создаваме можност, одвојуваме време и одвојуваме простор тука во Домот на култура. Од тие причини Домот на култура Илинден е создаден токму за ваква манифестација. Значи, претходно сме морале да создадеме услови за да можеме да одржуваме една ваква престижна литературна манифестација, бидејќи Домот на култура Илинден има одлични услови и предуслови за манифестации од ваков карактер.
Како што споминавме во текот на разговорот, се одржуваше 19-тата литературна манифестација Илинден. Следната година ќе биде голем юбилеј, 20 години од литературната манифестација Илинден, на вистина една бројка достојна за почит, многу години кои што сте присутни во литературната сцена. Подготвувате ли нешто интересно, нешто спектакуларно, достојно за овој юбилеј? Да, за наредната година, за 20-та юбилејна манифестација, треба да се очекува нешто посебно, надградено, дотерано, оформено во рамките на програмата, на програмската содржина, меѓутоа и во делот на признание на сите досегашни учесници и поддржувачи на литературната манифестација. Бидејќи до 19-та година секако дека целото тоа искуство, работење се собрани, веќе 20 години е период кој што понатаму треба да покажеме уште поголем квалитет, уште и со тоа ќе станеме можеби и во регионот и пошироко една од манифестациите кои што ќе треба веќе да се компарираме, да се споредуваме со литературни манифестации кои што имат долги традиции. Ние голем дел од идеите секако дека ќе ги земеме од манифестациите кои што се етаблирани во светот, ќе дадеме наши содржини кои што се автентични, кои што се секогаш оригинални од нашата општина и ќе може да се очекува значајно подобрување и во делот од финансиски аспект со поголем, посериозен буџет и во делот на квалитетот. Не би оделе во дел на квантитет, бидејќи сакаме секогаш да го сочуваме квалитетот, оригиналноста и вредноста. Сепак 20 години идната година ќе биде манифестација која што сметам дека секој ќе сака да ја посети и да ги види содржините. Навистина ми е чест што бевме дел од манифестацијата, имавме можност во изминативе денови да присуствуваме на дел од промоциите, на дел од литературните читања и уживавме во тоа, навистина. Она што би сакала еве пред самиот крај, доколку нешто пропуштив да споменам, ви ги подстапувам последните минути од разговорот вам, токму да додадете уште нешто. Задоволство ми беше, ви благодарам на вам што како медиум ги пренесовте сите содржини на манифестацијата. Искрена благодарност за вашата заложба. Благодарност и до останатите медиуми кои што ги пренесуваат содржините и активностите, програмските цели на литературната манифестација Илинден, бидејќи без медиумите секој настан, колку и да е квалитетен и да се одржува, ако не се пренесе до гледачите, до љубителите, исто како да не настанал. Затоа вашата улога како медиум е многу значајна за развојот и одржливоста на литературната манифестација. Понатаму би сакал да истакнам искрена благодарност до сите досегашни учесници во литературната манифестација, на сите луѓе кои што од основањето се заложија, се вложија себе си, сите што дадоа свој придонес во основањето на манифестацијата, во незиното негување, во незиниот развој, за да можеме 19 години да ја има оваа манифестација и да даваме свој придонес во рамките на литературата и културата. Понатаму искрена благодарност до Друштвото на писатели на Република Македонија, кои што несебично се вложија во поддршка на манифестацијата, во делот на организација, во делот на креирање на програмските содржини, учество и се она што значеше развој, меѓутоа и функционалност на манифестацијата. Искрена благодарност до сите луѓе кои што ја поддржуваа континуирано, тоа се критичари,
поетски критичари, литературни критичари, ликовни критичари, исто така за содржините на останатите делови, кои ги дава своите видувања, своите погледи и своите критики и во позитивен аспект, и во аспект на подобрување. Ние тоа го следевме. Посебно не интересираат деловите како да се подобруваме. Јасно дека без Советот на општина Илинден, кој што ги усвојува програмите, кој што одвојува од буџетот на општината, исто така не би можело да се одржува манифестацијата. Бизнис секторот е исто така многу заслужен за одржливоста, бидејќи во делот на финансирањето од бизнис секторот сите луѓе кои што дадоа свој придонес дел од манифестацијата. На администрацијата општинска, која што континуирано работи во подобрување и сите оние сегменти за да се одржи манифестацијата. Верувајте, има многу труд и напор и вложеност дел од себе, посебно упорноста за да функционира, за да имаме една ваква престижна манифестација. Тоа е исто така дел на администрацијата која што несебично се вложува во континуитет. Понатаму сите оние контакти кои што ги имаме, сите наши амбасадори на општината, наши пријатели на општината кои што сакаат да дават поддршка. Затоа манифестацијата сметам дека успева, бидејќи секој поединец дава значителен придонес. Граѓаните на општина Илинден исто така се гордеат со манифестацијата, затоа што е дел од една култура, една традиција која што се воспоставува, бидејќи на крајот на криштата целта е да книгата се приближи до најмладите. Секој родител сака да овозможи одлични услови за своето дете, за својот ученик, за студентот. И од тие причини литературната манифестација доведе да голем број на луѓе, на наши граѓани, жители од најмлади до највозрастни, веќе имаат сосема друг поглед кон книгата. Дополнителен придонес дава и општинската библиотека, која што ја оформивме и која што има близу 35.000 книги, а тоа е придонес на секој поединец, граѓани на општината, граѓани на Република Македонија, институциите. И би сакал да кажам дека сепак покрај локалната самоуправа, исто така би сакал да се заблагодарам и на централните институции кои што дава свој придонес за развојот, одржливоста на литературната манифестација Илинден. Така. И на самиот крај имавме можност да присуствуваме, да бидеме сведоци на литературни читања од амбасадори, како што велите, пишувале литература, пишувале поезија. Дали може да очекуваме во еднина и вие да напишете некој литературен стих, некоја проза или поезија? Вчера ме инспирираше амбасадорот на Република Словенија во Република Македонија, господинот Милан Јазбец, и баш многу беше практичен како тоа се работи. Така да Зошто да не? Зошто да не постои таква можност, бидејќи веќе такво едно искуство имам. Мојата книга, со тоа што првата книга моја беше во делот на струката, значи малку по издание кое што не е од областа на поезијата и прозата, меѓутоа може како преодна форма да се почне со проза и со поезија. Така, ние се надеваме дека тоа ќе се случи и ќе бидеме секогаш нели тука за да го испромовираме вашето евентуално литературно дело. Јас ви благодарам за издвоеното време и за разговорот. Ми беше задоволство. Од општина Илинден се селиме на Битпазар. Таму се уште е блокиран сообраќајот поради протестот на пазарџиите, кои бараат градот Скопје да ги остави и понатаму да продаваат на импровизирани тезги.
Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска уште еднаш потврди дека не отстапува од намерата да се отстранат дивите тезги од Битпазар и да се уреди овој простор, со што конечно би се решил долгогодишниот проблем околу Битпазар. Според него на нелегалните продавачи им било дадено доволно време и простор. Шилегов ги повика продавачите кои овие неколку дена ги блокираат улиците да ја прифатат понудата на градот и да продолжат да работат во рамките на Битпазар, користејќи ги поволностите кои им се овозможуваат, затоа што на пазарот има 130 слободни тезги. Оваа информација денеска е потврдена од Скопски пазар, а станува збор за 30 диви продавачи, наспроти 500 пазарџии кои редовно си плаќаат за изнајмување на тезгите и дуќаните. Апелираме до нив и денеска повикувам, поволностите кои што ги нудиме и ние како град, општина Чаир, Скопски пазар, да ги искористат. Подобро е за нив, наместо да ден губат на улиците, да влезат во системот и со бенефициите кои што ги нудиме да ги легализираат своите бизнеси и да остваруваат приходи за своите семејства, бидејќи самите тврдат дека таму работа за да ги издржуваат своите семејства. Не сакаме никого да оставиме без работа или да го спречиме да си ја продава својата роба. Затоа предвидуваме и транзицијски период со бенефиции за да може секој да се снајде. Овој чекор го превземаме со цел да ги вратиме купувачите во чаршијата и на пазарот и да овозможиме полесна пристапност и на тезгите и на дуќаните. Воведувањето ред на ова место значи и поголема безбедност и пофункционален град. Шилегов посочи дека хаосот на Битпазар, кој што е долгогодишен проблем, мора да се реши и дека еднакво внимание укажуваат за развој на двете страни на Вардар и правилата и редот мора да важат насекаде. Град Скопје одлучи да го уреди овој дел од градот, а за таа цел на овој патек ќе се реконструираат тротоарите, ќе се постават столпчиња и жардинери, ќе се уреди такси станицата, ќе се засадат дрвореди, ќе се реконструираат и осветлат пасажите од булеварот кон чаршијата и ќе се ослободат тротоарите од диво поставените тезги. А покрај протестите, метеж во Скопје често се прави и при изведба на активности за реконструкција на улиците и булеварите, каков што е примерот со булеварот Христијан Тодоровски Карпош, каде подолг период се создаваат километарски колони од возила. Состојбата ќе остане непроменета, се додека не се најде решение за проблемот со дислокацијата на водоводната мрежа. Иако според најавите на претходната локална власт дека изградбата на булеварот Христијан Тодоровски Карпош требаше да заврши до крајот на минатата година, градежните работи се прекинати, а револтот кај граѓаните е се поголем поради метежот во сообраќајот кој се прави кај кружниот тек во Бутел, како единствено поврзување на општината со центарот на градот. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов за закочената изградба на булеварот го посочи сериозниот проблем со водоводната инсталација. Односно во проектот кој го наследиле од претходното раководство, не била предвидена дислокацијата на водоводната инсталација на потекот каде што се одвиваа градежните активности во завршната фаза, пошто требаше овој булевар да се поврзе со Скопската обиколница и да се добие нова сообраќајна алтернатива за десетици илјади граѓани. Шилегов посочи додека технички не се надмине проблемот, не може да се продолжи со градежни работи, а проектантот не сака да соработува со градот, па затоа јавното предпријатие Водовод и канализација работи на изнаоѓање решение за проблемот, за да не се доведе во опасност водоснабдувањето за жителите од овој дел на општината. Кај Христијан Тодоровски Карпош станува збор за сериозен проблем затоа што не била предвидена и не била испроектирана водоводната инсталација, односно дислоцирање на водоводната инсталација која што се наоѓа на потегот каде што во моментов се одвиваат градежните работи. Тоа е проект кој што јас го наследив како градоначалник. Проектантот е недостапен. Не знаеме кој го, мислам, жената што го има проектирано е некомуникативна и не сака да соработува со градот. Градски водовод работи на изнаоѓање на техничко решение на проблемот, додека не се надмине прашањето техничко со водовод, не можете да продолжите со градежните активности. Мене ми е жал што градежните активности се започнати без да бидат предвидени или без да бидат отстранети овој тип на проблеми. Очекувам дека во наредниот период ќе биде
надминат тој проблем со водоводот, со цел да може да се довршат градежните активности на булеварот Христијан Тодоровски Карпуш. Во меѓувреме, додека трае оваа агонија со изградбата на булеварот, граѓаните од оваа општина секојдневно се заглавуваат во сообраќајниот метеж и револтирани затоа што не добиваат одговор од надлежните, се обидуваат сами да истражат каде е проблемот и преку социјалните мрежи да побараат помош и мислење од градоначалниците на град Скопје и општина Бутел. Тие, поради километарските колони во сообраќајот, кои се создаваат во утринските и попладневните часови, бараат од градоначалникот на општина Бутел да го отстрани песокот кој го блокира патот и да се овозможи возилата да се движат по тампон околу 30 метри, кој потоа продолжува со новата делница на булеварот кој завршува и се спојува во Бутел 1 на улицата Натанаил Кучевишки, од каде слободно може да се продолжи во било која насока кон Радишани или Бутел, а во спротивно само иницијативно 10-20 луѓе ќе го отстранат песокот и ќе се направи патот проводен за сите кои сакаат да возат по тампон 30 метри. Одговор на објавата на социјалните мрежи даде и градоначалникот на Бутел Велимир Смилевски, кој вели дека е сигурен дека за многу брзо време ќе биде пуштен булеварот до улицата Натанаил Кучевишки. Проектот за булеварското решение е на градот Скопје. Од градот Скопје вела дека не може да се затвори градежната целина, бидејќи во тој дел не може во моментов да се изведуваат градежни инсталации, бидејќи ќе се доведе во сериозна опасност водоснабдувањето на граѓаните на тој дел од градот и очекуваат дека во наредниот период ќе биде надминат тој проблем со водоводот, со цел да се довршат градежните активности на булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Изминатава недела Црвениот крст на Македонија го промовираше проектот Копче, кој има за цел да обезбеди облека за лицата во ризик по ниски цени. Целта на продажбата на ефтина облека собрана од пунктовите за донации и да се зачува достоинството на лицата кои не бараат помош, туку сакаат да купат облека за себе и семејството. Околу 20 тони облека годишно собира Црвениот крст на Македонија преку пунктовите за облека поставени на неколку локации во Скопје, со што помага на повеќе од 2000 лица во ризик, со цел овозможување на што поголема достапност на облеката до лицата кои се во социјален ризик. Денеска Црвениот крст отвори продавница за донирана облека, која ќе се продава по ниски цени, а ќе биде намената за граѓаните кои не бараат помош, но нивните месечни примања не им дозволуваат да купат скапа облека. Од Црвениот крст вела дека станува збор за една стрикна приказна, именувана Копче. Во продавницата ќе работат лица кои се исто така во социјален ризик, а средствата собрани од продажбата на облеката ќе бидат наменети за одржување на истата, како и на целокупниот проект Копче. Идејата е дека овие символични цени и оној приход кој што ќе го генерираат ќе бидат исклучиво користени за одржливост на самиот проект, а тоа е во рамки на проектот да се поддржи мини работилница која ќе функционира се со цел подарената облека која што ќе биде оштетена, да биде поправена, исто така подоцна, истата да биде добро исчистена, испеглана, добро сортирана и навистина во оваа поинаква продавница да најде убаво место каде што на некој начин ќе го заштитиме комплетно интегритетот на луѓето кои што сакаат да бидат дел од овој проект. Покрај социјалната и хуманата димензија, проектот Копче е значаен исто така бидејќи овозможува и еколошки здрава средина. Како што објаснува Сузана Тунава Пауновска од Црвениот крст, неупотребливата облека ќе се рециклира за реупотреба. Целокупната облека која што ќе се донира во Црвениот крст и која што ќе биде на некој начин неупотреблива, ќе се рециклира, значи од незе ќе се изработуваат дополнителни производи кои што секако ќе бидат во вид на простирки, черги, прекривки во стилот на пачворк стил и сето тоа повторно ќе се донира во институциите каде што имаме сместено лица со посебни потреби, деца, сираци, институции кои што на некој начин сакаат да ја раздубават средината во која што престојуваат лица во ризик или болни, стари, изнемоштени лица. И наспроти големиот број на хумани граѓани кои донираат облека која им е непотребна, но е сепак употреблива. Постојат и такви кои за жал ги уништуваат пунктовите за собирање облека. Црвениот крст апелира да не се уништува тоа што некому му носи радост.
Во моментот кога некое парче облека веќе нема да биде за нас употребливо, а сепак ќе има корисна вредност, да го донираат во тој момент, а не да се чека да тоа комплетно биде неупотребливо. Исто така апел до сите кои што на некој начин се делот од овој проект и донираат облека во Црвениот крст, малку повеќе да се грижиме за контейнерите кои што се поставени широм градот Скопје, значи да делуваме на свеста на таа група граѓани кои што честопати ги демолираат овие контейнери, значи едноставно сме отворени за работка се со цел се она што го правиме како дополнителна вредност на нашиот град, сите да го почитуваме и да се грижиме за тоа. Се поголемиот број на обврски, младите родители ги става во искушение. Вниманието кое децата го бараат од нив да им го надоместат со вклучени цртани филмови на никој електронски уред. Дефектолозите ги осудуваат ваквите постапки на родителите, сметајќи дека се граничат со занемарување на детето, а резултатот од ваквите навики е задоцнет говор кој не се појавува дури ни по третата година. Брзото темпо на живот во комбинација со модерната технологија често пати знаат да предизвикаат несакани ефекти во секојдневното функционирање. Паметните телефони, компјутерите и таблетите се почесто се замена за играчките на децата уште од нивна најмала возраст, што пак неретко значи намалена говорна функција кај децата, проблем кој се превлекува и по третиот роден ден. Дефектологот Ана Петраска од Интеракција Плюс вели дека се поголем е бројот на деца кои имаат многу мал фонд на зборови, дури и по третата година од животот, што според неа е последица на се пореткото читање сликовници и раскажување приказни, за сметка на цртаните филмови кои не придонесуваат за развој на говорните функции кај децата. Ги прашавме и граѓаните што мислат за користењето на паметните телефони уште од најмала возраст и се уверивме дека се запознати со негативните последици од употребата на истите, но сепак им дозволуваат и на нивните деца и внуци да ги користат, со цел да завршат некоја домашна обврска. Дали е во ред децата уште од најмала возраст да гледаат цртани на телефон, на компјутер? Не сум присталица на тоа. Мада и моите внуци гледаат, ама не сум присталица. Гледам дека сте со внуче, како го анимирате дома, како го занимавате? Му давате ли да гледат цртани? Да. Дека е во ред да се гледаат цртани на телефон, таблет, дали сметате дека е тоа правилен начин на развој кај децата? Не е правилен начин. Гледа ли малата цртани? Па гледа. Нема што да прави, мора да гледа. Од многу мала почна да гледа цртани? Не, сега. Добро. Дали сметате дека е добро да се гледаат цртани уште од најмала возраст, да се користат? Не. Фондот на зборови кои децата треба да го имаат развиено во периодот од 2-та до 3-та година е најмалку 50, но не сметајќи ги зборовите, мама, тато и најблиските членови на семејството. Еден од најдобрите и најпрепорачливи методи е посета на детска градинка, каде што детето има можност за постојана социјална интеракција со врсници и учење на говорот. За да се потврди дали детето има проблем во изучувањето на говорот, Петраска вели дека потребно е да се посети дефектолог, при што ќе се направи контролен преглед и ќе се дадат упатства за понатамошен третман доколку е потребен. Здруженијето Интеракција Плюс до 5 јуни овозможува бесплатни логопедски прегледи за сите деца. За самиот крај на неделна хроника ставивме и една бизнис тема. Обединетите бизнис клубови од Бугарија потпишаа договор со Бугарско-македонскиот бизнис клуб со што се очекува поддршка на малите и средни бизнеси, како и пристап до европските проектни фондови. Нови деловни поврзувања и пристап до европските проектни фондови овозможува договорот за соработка кој денеска го потпишаа обединетите бизнис клубови од Бугарија со Бугарско-македонскиот бизнис клуб. Во моментов ОБК брои 2500 членки, а целта е да се грижи за микро, мали и средни предпријатија, за занаидчии и самовработени. Председателот на Бугарско-македонскиот бизнис клуб Никола Поп Илиев на денешното потпишување рече дека со оваа соработка ќе се отвори широко поле на можности како со поврзување на голем број фирми од Бугарија, така и поврзување со европските фирми кои се во соработка со оваа асоциација. Друг аспект на полза од ова соработка е достапот до повеќе европски фондови кои асоциацијата на бизнис клубовите е во контакт со високо поставени европски функционери и институции, бидејќи Бугарија е членка на Европскиот сојуз, и ќе ни овозможи достап до ефтини средства
за поттикнување на разни дејности во Македонија, како во општествениот сектор, така и во приватниот сектор. Обединетите бизнис клубови ќе настојуваат да им помогнат на членките на Бугарско-македонскиот бизнис клуб во поврзувањето со своите членки, како и во создавањето можности за нови заеднички проекти и иновации. Председателот на Обединетите бизнис клубови Веселин Халачев рече дека малите и средните бизниси се грбот на економијата на Европската унија. Нивната поддршка е една од основните политики на Европската комисија. Повеќето од европрограмите се насочени на мали и средни бизниси. Сето тоа опфаќа 99,8% од економијата на стариот континент, така што во оваа насока има исклучително многу инструменти за поддршка. За бизнеса в Македонија, за малки и среден бизнес Бизнесот во Македонија, за мали и средни бизнеси, за општините и урбаните заедници. Ние би можеле со едно добро партнерство дури и во денешно време да привлечеме солиден капитал, за да може македонската економија да зајакне. Ние би можеле да привлечеме и 1 до 2 милиарди евра само ако бидеме активни помеѓу двете земи. Може и вашата економика да се исправи. Халачев додаде дека овие средства би дошле преку Хоризонт 20, кој има специјален инструмент за мали и средни предпријатија, кој би можел да добива по 2,5 милиони евра неповратни средства. Така што треба да имаме интересни проекти за мал и среден бизнис, како и иновации, бидејќи без иновации немаме можности на светските пазари. Треба да сме иновативни и да се бориме за проектите, потенцираше Халачев. Тука го заокружуваме и ова издание на Неделна хроника. Ви благодарам на вниманието. Имајте убав устаток од викендот. Довидување.